Тешка е годинава, а уште потешка ќе биде зимата што доправа не чека. Цените на храната вратоглаво растат. Со ваквите изгор цени тешко дека луѓето ќе успеат да си направат по некоја тегла зимница за да се прехранат. Тие се жалат дека со малите плати и пензии не можат да си дозволат да ги купат потребните намирници за зимница. Имено таа стана луксус за разлика од последните години. Нема, не планирам, вака кило по кило ќе си користам. Што и црвените пиперки се покачени? Премногу. Сега гледам, значи нема со ниска пензија, нема никакви шанси за преживување. Тешко. Со пензија, што? Со 15 лева. Немаме пари. Па кој сака да направи, мислам дека може да направи макар у помала количина. Според мене, сега ако правил, не знам, 20 тегли, ќе направи 15. Тој што прави, мислам дека ќе прави и оваа година нешто помала количина. Дополнителен е трошокот за струја, дрвата за огрев, маслото за јадење кое достигна цена од 170 денари, а кои влегуваат во пресметката за зимниците. За жал, не се ни планираат зимници, нема со што. Ако се приступни цените на готовите. Оттама, иначе не знам што да кажам, многу скапа. Каде ќе одиме, каде ќе стасаме? Тешко. И црвените пиперки се покачени? Све се покачени само пиперките. Ја купувам обично од маркетиве, не е проблем. Тешко. Тешко многу, ама се сноваѓаме некако. Луѓето веќе нема ни од каде да штедат. Поскапувањата си го направија своето. Се е поскапо, а платите остануваат исти. Се жала дека не можат да го поминат ни месецот, а камоли годината. Дека живеачката поскапува, а најмногу храната, потврдува и статистика. Инфлацијата достигна стапка од рекордни 16,5%, а за да преживее едно 4-члено семејство, според минималната синдикална кошничка измерена во јули, потребни се над 40.000 денари.